исклучително ретко е да македонски судија се нафати да се најде на ударот, се најде на ветерот на јавноста, односно да одговара на згодни и незгодни прашања. По тие причини ми е задоволство да денешната наша гостинка во подкастот Основано сомнение го прифати предизвикот и велиме добре дојде за Ана Данева Павловска. Сега го погодив од втор пат. Професор доктор на правни науки од управно-правна материја, ако добро се сеќавам. Пред се ви благодарам на прифатената покана, како што напоменав, ретко кој судија се осмелува и тоа секако дека влијае на перцепцијата на јавноста за недостигна транспарентност. Добре дојдовте во Основано сомнение. Благодарам за поканата, особено задоволство ми представува да разговарам на стручни теми со наши поранешни студенти, денеска веќе може да се каже истакнати правници. Да, ве паметам од факултет, меѓутоа тоа беше прилично одамна, значи 2000, ако не се лажам, иако добро паметам, управно-правната материја беше во прва година, тоа значи дека втора, тоа значи дека пред точно 20 години, иако не се лажам, вие тогаш бевте асистент во тие години, а професор беше, сега сигурно во пензија, професор доктор Борче Давидковски. Професор доктор на правни науки, политичар, подпредседател на политичка партија и пратеник, уставен судија, која е најудобната фотелја за Ана Данева Павловска? Па добро, сите овие што ги споминавте се предизвици. За секоја од тие, ајде условно да речеме фотелји, позиции, како сакате, е потребно многу да се вложува труд и напор за да се стигне до таква. Тие во принцип се високи, затоа и ги нарекувате, предпоставувам, фотелји. И професорската, и претеничката, и она на уставен судија. Најудобна, мене најблиска, најомилена, најкомотна би рекла, ми е професорската, секако. Ово веројатно секој еден професор би го рекол, поправете ме ако грешам, нели кога беше министер професорката Десковски имаше измени во законот за високо образование, може и да грешам, да вие и сега од позиција на Уставен суд повремено можете да држите предавање или сум во грешка го користите тоа право? Да, апсолутно. Многу сум среќна. Секој понеделник и вторник им предавам на моите студенти во втора година до дипломски студии или на прв циклус како што сега ги викаат. Видете, секогаш за професорите, универзитетските професори можеле да вршат и други функции. Тоа било секогаш. Имаше еден многу мал гап, ми се чини некаде од кај 2017 до 2019, ако не се лажам, или 2016 до 2019, кога во тоа време ВМРО ДПМН и ДУИ го сменија законот за високо образование и едно 2-3 години беше забрането да вршат професорите друга дејност, односно било кој да врши друга функција, вклучително и ние, според законот за високо образование. После тоа во 2019 се смени законот и повторно, не е за прв пат, повторно се дозволи. Јас да ве потсетам, правниот факултет бил расадник и на политички функции, но и на уставни судии. Вие сте многу млад, меѓутоа сте учеле од нивните учебници, професор Нетков, професор Џунов, едни од најсветлите точки во историјата на Уставниот суд, беа председатели и уставни судии, а беа наши професори воедно на правниот факултет во 90-тите години. Значи од тогаш навака, а уставот не е сменет. Втора Џунов, ако добро памтам. Така е. А уставот истиот, нели, со истите норми од 91-ва, што значи законот за високо дозволувал секогаш, па во еден мал период одредена политичка гарнитура тоа го забрани. Да бидеме искрени, во таа политичка гарнитура немаше ниту еден во власта извршна, немаше ниту еден професор од правен факултет. Може било нешто лично, не знам, може била некоја верзија ако не стигнам први, но после веќе од 2019 повторно се отвори таа можност со законот за високо образование. Да, и јас со задоволство ја користам можноста. Го делам печатокот околу верзијата на тогашната владеачка гарнитура кон Јустинијан. Се сеќавате вие, мала дигресија да направиме, се сеќавате и на тогаш измените, не знам, импакт фактори, така, и со кои што се обедуваше да се доведе во послушност УКИМ, така. УКИМ, за жал и дел од професориве застанаа на таа страна, меѓутоа тоа е некоја тема за друг пат. Кога сте избрана за уставен судија? Минатата година, 2024 на 8 февруари. Точно една година. Да, сега сте точно една година и јас искрен ќе бидам, секогаш тоа и кога некогаш на покана на професори со кои што ден денеска соработувам и сум во контакт, држам предавање на правниот факултет, секогаш тоа им го кажувам и на студентите и на моите приправници на работа дека треба да бегаат од правници кои што знаат се, бидејќи најчесто тие не знаат ништо и ми е уставно правната материја потесна специјалност, ниту некогаш посебно сум се занимавал со неја, меѓутоа припремајќи се нели за овој подкаст,
Искрено вчера дознав дека всушност деловникот веќе речиси една година не е на сила и е укинат со носење на акт на Уставниот суд. И сега што е разлика од дали е акт, дали е деловник, терминолошки ли е толку важно? Искрено содржински нема никаква разлика, освен што има некои механизми нови во така наречениот нов акт, кои значат поголема можеби демократизација на процесот на одлучување на Уставниот суд. Терминот акт по мене е несрекно избран. Се донесе минатата година, некаде ми се чини во мај, значи јас бев само неколку месеци судија, а бил работен, како што кажаа по старите судии, некаде околу 3,5 години предходно работела на неговата содржина. Зошто се одлучи да биде акт? Не знам. Тоа е еден генерички поим, значи не можеме да кажеме дека е погрешно, меѓутоа е генерички поим. Под акт влегуваат разни така. Деловник по мене е поправилно, некој смета, најверојатно некој смета дека деловник ја минимизира значењето на актот, не знам, јас така не чувствувам. Инаку тој деловник, како и да се вика, сега се вика акт, тогаш се викал деловник, е потежок во својата содржина и во својот правен ефект од било кој закон, од проста причина што ние како суд немаме закон за Уставен суд во нашава држава, со уставот со неколку одредби регулирано колку што е регулирано, се друго е да разработено наместо со закон, со деловникот, односно сега со актот. Некој трик прашање беше кога полагавме правосуден испит, од уставот беше трик прашање по кој закон работи Уставниот суд и тоа вие тука лошо, зошто такво прашање? Прашање за паѓање беше инаку за да кажете, ако кажете по закон за Уставен суд, нели тоа по автоматизам би довело да паднете. Кога го договаравме овој подкаст, легитимно од ваша страна морам да напоменам е дека ниту смеете, ниту би требало да говориме за живи предмети, и тоа не би било коректно од наша страна, меѓутоа мртви предмети, односно веќе одлучени, би можеле да ги чекаме и секако дека тука се истакнува потребата да се говори за укинувањето на измените на Законот за облигациони односи, со кој што на еден за мене скандалозен начин, сега јас не сум дел од лаичката јавност нормално дека тоа го дочека со аплаузи, се воведе ретроактивно да се укина, значи на правосилни пресуди за долгови, кои што кај нас секогаш се прецепираат од големи енергетски компании, без разлика да се прави упад во целиот систем, да ако вие мене ми должите, не знам, просто кажано пластично за публиката 1000 евра и вие можете успешно да ги избегнувате 10 години и после тоа ретроактивно да се одлучи дека мојот долг едноставно, односно вашиот долг кон мене не важи, меѓутоа тоа се доживеа како услуга за извршителите, што е нонсенс, затоа што извршителот постапува по извршна пресуда и е последната алатка во системот за наплата на долг. Вие бевте, ако добро се сеќавам, и судија известител на тој предмет, па би сакал малку околу тоа да поразговараме, а потоа имам и пар подпрашања. Добро, живи предмети, еве за пошироката јавност, се предмети тековни, за кои што почнал да одлучува судот, не е завршена постапката, или знаеме, цела јавност знае дека има иницијативи, а не сме ја започнале постапката, треба да завршиме. За нив едноставно е прво неетички да се зборува, второ предвидено и во нашиот акт дека за тоа не сме да се коментира тоа дека јас на тој начин можам да вршам влијание преку вашава емисија. И тоа секако не би го сакала. За затворените предмети или за завршените предмети, за состојбите генерално во правосудството, за состојбите во Уставниот суд, за кадровската опременост, би рекла, за кадровските состојби во Уставниот суд или во судовите, јас, например, сум зборувала многу отворено, многу критички, пред да станам уставен судија. Меѓутоа сега за жал или за среќа, тој комодитет го немам веќе, затоа што би било многу неетички, многу непријатно да зборувам за своји колеги, иако претходно најверојатно и се случило за дел од нив кои биле бирани да давам своји јавни мислења. Своје мислење во јавност. Сега, околу Законот за облигациони односи, и тоа е факт, измените на Законот за облигациони односи, веќе во јануари месец или во декември 2023, не се сеќавам, значи пред јас да бидам избрана, меѓутоа многу кратко време додека ја добив иницијативата како известител, една иницијатива не поминала, просто кажано, или била одбиена како неоснована, што значи еднаш судот на самиот почеток од 2024 година одлучил дека измените на законот се во ред, просто кажано, или се уставни. Во мај веќе 2024, кога јас го добивам предметот, нова иницијатива,
со, морам да кажам, одлично образложение и не беше една, туку 2 или 3 споени. Одлично образложение, врвни правници ја пишувале, се гледа дека истражувано и теоретски, и практично и така натаму. Веќе јас кога го преземам предметот, јас наоѓам друга аргументација, потполно нова аргументација од онаа што била во јануари кога јас не сум била уште судија и кога била донесена одлуката на Уставниот суд дека е се уставно. Јас наоѓам дека не е уставно, особено околу она што го рековте, мене тоа ми беше најважна причина, тоа е ретроактивноста. Дека Собранието како законодавец може да ги определи роковите. Биле 10 години од СФРЈ па натака, кај нас бил 10 години. Кога ќе одлучи законодавецот, по тоа ако сака една година нека им даде. Не, со тоа немам ништо, ниту смеам да навлегувам во тоа како уставен судија. Но оние за кои што било предвидено дека ќе важат 10 години, ќе важат 10. И кои што се пресудени одамна. И не може да ме пресретнеш ти во должничко-доверителскиот однос и да ми кажеш досега ти важеа 10 години, ти си во 7 година од извршување, нема да ти важи долгот. Прво затоа што да се разбереме, не се сите извршители лоши, не се тие сите криминалци, ниту пак најголем дел од нив се криминалци. Имате совесен извршител и совесен доверител, кои што кажале во моментот кога добиле судската пресуда идат во извршување. Меѓутоа должникот должи на 17 фирми претходно. Вие доаѓате на ред 18. И вие, и вашиот извршител, сакате што побрзо ова се реши. Не ќете 10 години да чекате, сакам одма да наплатам, ама не може. Должников е манипулант, се задолжил на 100 места. И сега таман му се приближувам во 7, во 8, во 9 година за да си ги земам моите пари. Пазете, должникот ја не го гледам. Како не тоа за народот мора се објасни. Должникот не е сиромашен човек, па сега треба го жалиме. Не, должниците ако ги видите и во сите системи што постојат кај нас, социјални случаи, должници и така натаму. Далеко од тоа дека се социјални случаи. Заведен како социјален случај, уплатен одмор на Бали, каде што да речеме јас во животот не сум била со сите мои функции што ги зборите и комотни фотели и така натаму, или вози БМВ. Така што ти си бил свесен дека се задолжуваш, јас сум чесен доверител, јас си ги сакам моите пари назад. И одеднаш мене државата заради гол популизам ми вели нема веќе да ти ги враќаат парите ако изминале 5 години. Нит сум виновна, нит сум должна. Зошто велам гол популизам? Овој закон е еден од ретките што го има сите партии го гласаа, 103 пратеника, значи ВМРО, ДПМН како опозиција, СДСМ како власт, ДУИ како власт. И сега одеднаш се осмелува Уставниот суд по еден прилично нов состав пополнет, знаете како го држаа 5 години без со години без на 5 прво на минимум па после така за да нема кворум, да не може така. И одеднаш ние се полниме 9 мина во полн состав и носиме одлука повтор пат дека тоа е неуставно и дека не може ретроактивно да важат законите и му пркосиме и на власта тогашна опозиција, во меѓувреме они беа сменати, новата власт и новата опозиција. И јас сум многу задоволна и среќна со таа одлука, бидејќи сум длабоко убедена дека е прво уставна и законита и уште така сум погорда на успехот дека со сопствената аргументација сум успеала да наметнам поинаков став на судот од претходно. Свесна сте, интелигентна жена сте, свесна сте дека оваа ваша изјава ќе предизвика да фрлаат со дрва и со камења по вас, меѓутоа мене ми се допаѓа што си стоите на својата одлука затоа што знаете како и тежината на професијата си го носи своето. Многу пати барем во правораздавање ние што работиме во кривично право потпаѓаат под влијание на јавноста што не би требало да се случи, судијата мора да биде над тоа. За мене е неспорно да се скрати, но за идни предмети рокот на извршување од 10 на 5 години. Како што велите, една да биде, тоа е тоа. Тоа е политика. Се создаваат едни митови во јавноста и тоа треба да се објасни. Прво, секогаш кога ќе се спомне извршување, кај пошироката популација се на ум паѓаат, не знам, големи енергетски компании, државни предпријатија кои што се де факто привилегирани и кои во одредено време може, ама баш што сакаат да прават за тоа своевремено има и печати од судот и пуштаат 10 години постари предмети. Ова ви го кажувам најотворено, бидејќи сум го искусил лично. Меѓутоа, само 1% можеби би се изненадиле, не зборам за правни лица, зборам за физички лица, дека со сите социоекономски потешкоти, само 1% од македонската популација е неизвршител. Тоа значи дека со сите предизвици, 99% од нас уредно си ги намируваме обврските. Дали е дозволиво? Прво, никого нема да именувам, но двајца од највокалните воопшто не намируваат, тоа го знам сигурно, не намируваат комунални услуги.
И сега, дали е дозволиво да јас морам да ги сервисирам своите обврски затоа што имаат каде да ме удрат, условно речено, извршители, а друг да живее многу поудобен живот, вие што велите да се води теоретски како социјален случај, но тоа е една малку поширока тема. Најголем проблем беше фактички, и јас се согласувам со одлуката на Уставен суд, но имам едно подпрашање во тој дел дека не може ретроактивно да важи на веќе пресудени пресуди, да се направи упад во системот. На крајот на денот, ако јас вам ви поземам пари, си ги барам назад. Затоа што оваа држава со цел, и тоа е факт, без разлика колку ова ќе биде непопуларно во јавноста, оваа моја изјава и ќе се плука по мене или по мојата професија е, стереотипи има доста се врзани за мојата професија, но факт е дека оваа држава прави све да ги заштити должниците. Значи, една постапка прво, јас за буквално 1000 евра долг ќе треба 3 години да се тужам со вас. За тој мал долг дали ќе можам да добијам времена мерка ако имате нешто да ви замрзнам или не. Апелација уште 2 години. Потоа за извршување се воведоа измени дека треба да биде известен должникот за да може да си ги трне парите од сметка и на крајот на денот кога ќе поминат 10 години од извршување ќе се направи упад. Меѓутоа мојата дилема е следна. Актот или деловникот порано, нормално сега, актот го проучував и никаде, би сакал тој момент да го појасните за јавност, не видов дека имате право безброј пати да одлучувате за истата работа. Дали тоа значи дека некоја нова иницијатива, исто така убаво аргументирана, ќе може да биде повторно предмет на разгледување и сега Уставниот суд да одлучи дека, ова го прашувам, јас одговорот го знам, го прашувам за јавноста, да одлучи дека сега важат, иако не може, нели, бидејќи се укинати, и по која одредба од актот можете повторно да одлучувате за веќе одлучена работа, иако тоа е еден институт во кривичното право, меѓутоа јавноста тоа не го знае. И за тоа имаше многу реакции. Така, па не сум сигурна, Јанаки, дека имаше многу реакции за тоа. Во јавноста реакциите беа нели должниците се оштетени на овој начин, Уставниот суд. А што е со доверителите? Добро, тие се богати и не треба да бидат заштитени. Обични граѓани, изборуваме за обични граѓани. Уставниот суд излегува во пресрет на, како ги рекоа, олигарсите, извршителите, банките и така натаму. Не, дека немаш интерес сака тие субјекти да бидеме реални. Може би имало, јас најодговорно тврдам дека апсолутно никој ми се немаше обратено на мене, не знам за колегите, затоа што јас го работев предметот. Не можеме да избегаме. Меѓутоа, од друга страна, судската фела, верувам дека таа не можат судиите сами кои што требаше го имплементираат и го имплементираат за законот за облигации, Да, беше неприменлив. Апсолутно беше неприменлив. Така што и тие самите кажаа, тие беа среќни. Никој немаше надлежност, се извинувам што ве прекинувам, да донесе решение дека е застарено, се обраќаја кај извршители, извршителот исто така нема надлежност и беше неприменливо. Тоа беше тотално неприменлив закон, така што може, ако сакаат да се политизираат работите, и секогаш ќе има незадоволни. Вие велите, тие и тие ќе реагираат, јас сум била свесна дека со мојава изјава и вечерва, дека апсолутно ќе предизвикам, и како нема предизвикам реакции. Нема суд кој, затоа и постои, одлучува дали е тоа уставен или редовното судство. Едните се секогаш ќе бидат по право и ќе бидат задоволни, другите секогаш ќе бидат незадоволни. И тоа е една од главните причини за извиканоста на професијата судија, адвокат. Едноставно има две страни, едната секогаш ќе изгуби и ќе биде. Но ние кога сме се одлучиле да се бавиме со таа професија, сме биле свесни, треба да се носиме со тој ризик и со предизвиците. Тоа не е за мене никаков проблем. Сега, рец јудикатата или за пошироката јавност, за лаичката јавност која не се бави со право, значи веќе еднаш пресудена работа. И тоа е навистина забрането во редовното судство, особено во кривичното право, просто ајде да кажем и во граѓанското, да, меѓутоа кривичното право е полесно за експликација на граѓаните. Например, човек кој што е ослободен од убиство, како сака од вина за убиство, како сака да се докаже утре дека е убиец, инфлагранти не може пошто е завршено убиството, да излезе да каже на телевизија јас да ја убив. Да, сите да кажат, еден куп сведоци дека го виделе и како извршено, готово е тоа. Ние сите ќе знаеме дека е убиец, меѓутоа нема да може повторно да се гони. Тоа е тоа, non bis in idem или рес јудиката завршен предмет. Во уставното судство и во уставното право, особено во уставното судење, такво нешто нема. Нема, ако видите компаративно да ги споредувате уставните судови на сите држави во Европа, да не зборуваме за Саприм Кортот на Врховниот суд во САД, кој што е пандан на нашиот уставен суд. Се сеќавате на тоа абортусот еднаш да, еднаш не, зависно од тоа дали демократите или републиканците имаат мнозинство во судот и така натаму, така што мислам јас безпредметно ми е да зборувам за тоа дека рес јудиката кај нас во уставен суд нема. За жал има судии кои што не размислуваат баш вака, иако
од овој состав? Да, па јас не знам како другите размислувале, можам Така, да знам да, само право. за својот состав, меѓутоа, иако теоретски кога се дискутира велат има рис јудиката, при гласањето може да видите дека не секогаш мислат дека е така, затоа што на вистина се судирате со проблем, а тоа е општествениот момент, општествениот дискурс. Значи, Уставниот суд не е редовен суд. Ние сме нели четврта власт велат, над сите други, бидејќи нашите одлуки мора ги почитува и редовното судство, но и собранието и владата, сите. Сега, вие мора да водите сметка за општествениот контекст. Значи, една одредба, баш ник не имавме дискусија на таа тема, принципот на транспарентност или јавноста. Во 91 имал едно значење. Денеска во 25-та има во дигитална ера. А не само во имате закон за слободен пристап, па сега тоа мора све да се обзнани. До Јасно, вчера што се криеле документи од државата и се сметало за нормално, сега се објавуваат и не може ние исто да толкуваме. Може ли да се сметам дека е рес јудиката во 90 и некоја година одлука донесена за транспарентност или јавност во работењето на органите на државната управа и денеска? Апсолутно не, таа ќе биде сменета. Така што може и неколку пати да се менува, ја не гледам ништо страшно во тоа. Еве ви дадов нели пример како Врховниот суд на Америка работи, а инаку ако ме прашувате за одредба од законот, јас не знам од актот колку закони имам во животов напишано, некогаш како помошник или помлад асистент на моите професори, го споменавте професор Давидковски, професор Гелевски, тоа се величини бардови по управното право кај нас, но и веќе во последниве години и сама каде што сум терала, сум ги водела работните групи. Една одредба или член напамет не сум да кажам, вклучително од моите закони, закон за општо управна постапка и закон за управни спорови. Не ги знам напамет. Не можам да ви кажам по кој член од актот, но Не велам по кој член. Пошто мислам дека така ме прашавте, но таму се вели фактичката состојба ако е поинаква или има поинаква анализа. Значи ако е смената фактичката состојба или произлегува поинаква аргументација, нешто во тој стил. Но се повикавте на пракса. И на праксата убаво се сеќавам Да, во мојата одлука, да. Праксата која што е вака за јавноста, а и бога ми јас не сум сретнал, но не сум ја одблису. Каде што имам каде што да има повеќе одлуки за иста. Во мојата конкретна одлука, во мојот реферат за закон за измените на законот за облигациони односи се повикав на законот за државни службеници 2002, 2003 и 2004. Отприлика тие една по една година. Во првата година имаме иницијатива за иста одредба на закон за државни службеници која е неуставна. Уставниот суд одлучува дека е уставна. Следната година повторна иницијатива за истата одредба, Уставен суд одлучува дека е уставна. Третиот пат одлучува дека е неуставна и ја укинува одредбата од конкретно од закон за државни службеници. Што значи во тоа време во тие состави имало различни и многу е нормално да има. Ви велам, не може исто да се размислува 10 години, 15. Ова ако сакате да ме потпрашате, да, навистина беше во разлика од 4 месеци. Ништо така. толку во општеството не се сменило за 4 месеци. Но анализата најверојатно на известителот, судијата известител кој што подготвува реферат, аргументацијата во таа анализа, како и аргументацијата на иницијаторите, биле подлабоки, поубедливи од анализата на известителот и на иницијаторите претходно. Значи, уште сега си ги замислувам коментарите за вашата и мојата изјава. Ама добро, ние за тоа дојдовме, за да предизвикаме коментари. Мојот впечаток, и сото ќе завршиме со измените во Законот за облигациони односи, мојот впечаток е дека во очи избори, тогашната владеечка гарнитура, веројатно свесна, не се нели лоботомирани, свесна со поразот со кој што се соочува, одеа на екстра гласови, тогашната опозиција немаше храброст да се спротистави, бидејќи нели тоа ви е фрлена ракавица, а Уставниот суд, барем во тој состав, за мене беше вака под, барем мнозинството од нив, беа под вакво или онакво влијание на тогашната извршна власт, а тоа е мој впечаток, не претендирам да биде вселенска вистина, ниту очекувам или барам од вас да се согласите со мене. Друг закон за кој што сакам да разговараме, кој што е затворен, ако би сакале, ако не, јас дефинитивно би го прокоментирал, тоа е едно од најскандалозните решенија на Уставниот суд. Ја не знам дали има паралела или друг компаративен пример, се сеќавате дека како тоа беше нормално едно од главните барања на ДУИ за да влезе в 2011 по изборите во влада со ВМРО-ДПМН е да се преку автентично толкување на законот за амнестија да се затворат 6-8 колку беа хашки, така наречени хашки случаи, односно за воени злосторства од војната 2001 година. Мало дете знае. Но тоа не е завршен предмет. Не е завршен предмет пред Уставниот суд. Го затворија тој предмет. За хашките. Уште тогаш одлучија дека е уставно, дека е во согласно со уставното автентичното толкување и 2011 се затвори. Не. Во моментов е предметот пред Уставен суд. Па тоа е во тој случај ќе ми ја
ќе ми ја прекратите нели аргументацијата, бидејќи не сакате. Ама вие можете не да можете, дадете. но јас ќе Ќе коментирам затоа што тоа е едно од најскандалозните решенија. Прво, јавноста е заинтересирана за тоа, втора работа, никој без разлика, и знаете како во војна воени злосторства има од сите страни, тоа е факт. И не треба да се врзуваме од етнички, и никој не треба да поддржува такви работи. Имаше општа амнестија, и тоа е во ред, за да се оди кон помилување, меѓутоа, не знам, мавровски работници, дигање во воздух на манастири и останати кои што динамит на, не, тоа беше исто мавровски работници, значи неколку Липковската брана. Ете така, држење на Куманово под обсада Вентилите. без вода. Значи, мало дете знае, не треба да сте правен експерт, или треба минимум да имате искуство, дека прво воени злосторства не застаруваат, постои посебна конвенција за незастарливост, и на сите кривични дела кои што се, односно воени злосторства против човештвото, дури и во мирнодропски услови, и тоа е така уште, тоа е стандард уште од меѓународниот воен суд во Нирнберг од 45-46 судењата, како и дека не подложат на амнестија. Значи, меѓутоа ова прашање повторно се отвара и комесарката нели за човекови права на Советот на Европа Дуња Мијатовиќ со допис вели до македонската влада на 15 јануари минатата година, чинам, на адреса на премиерот тогашен Димитар Ковачевиќ, бара да се поништи амнестијата за хашките случаеви и да се истражат досијата кои што беа трансферирани од Хашкиот трибунал на домашните судови, затоа што тогаш се сеќавате дека Дуи како најзаинтересирана, директно заинтересирана, сметаше дека со тоа што Хашкиот трибунал не покренал гонење, дека и ги вратил во македонските судови и дека приказната е завршена, што воопшто не е така, и понатаму се бара да се укине автентичното толкување, значи се извинувам 2012 беше. Амнестијата е 2011, автентичното толкување 2011, а се одлучува 2012 на Законот за амнестија и да се истражат досијата што Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија ги префрлил на домашните судови. Но, како што вие рековте, дека не можете за тоа да коментирате, значи Конвенцијата за незастарување на воените злосторства во член 1 тоа го вели и е стандард на меѓународно хуманитарно право и Меѓународниот црвен крст во правило број 159 со големи букви пишува дека амнестија за воени злосторства не постои, но во Македонија е се можно, тогаш беше разочарувачка, како правник разочарувачка одлуката на Уставен суд и видна една етничка екипираност или етнизација, но за тоа малку подоцна. Постои ли некој предмет? Ако ми дозволите, јас во 2011 година станав пратеник во Собранието на Република Македонија. Првиот случај, првата точка, не случај, сега сум веќе во терминологија на Уставен суд, првата точка на дневен ред беа хашките случаи, односно автентичното толкување на законот. Значи, безброј говори имав во Комисијата за политички систем, бидејќи бев член на Комисијата за политички систем при Собранието, и исто така на пленарната седница на говорница како правник. Тоа што вие го споменавте, не мора ни да си многу добар правник за да го знаеш тоа. Јас тогаш така мислев и така настапував, како политичар се разбира, но подкрепена со безброј вакви правни аргументи околу уставноста и неуставноста на тоа автентично толкување, се разбира дека гласав против, затоа постоја стенограми ден денеска и постои записници во Собранието. Од тие причини имам право и затоа сега ви го поземам моабетов и затоа ви поддржувам, бидејќи од тие причини јас сум иземена во Уставниот суд во моментот како судија да учествувам во гласање и во расправа. Јас нема ни да влезам на дневен ред на расправата, бидејќи е многу неуместно, неетички, страшно за нешто за кое што сум зборувала јавно на говорница, сум дала глас како политичар. Па ми се чини дури дека имав настапи на интервјуа разни по телевизиите, тогаш бидејќи бев и висок функционер партиски на партијата што ја представува во парламентот и на тие граѓани. Од тука можам да кажам дека со истава аргументација сум настапувала, без да сакам на никој да влијам, тоа е факт. Тоа е нешто што може да се провери низ записниците во Собранието и така, ниту сакам да се избрише, напротив, повторно ми е многу драго што сум била на таа линија, како што сум била за законот за облигации и смените. И така што јас нема да учествувам ниту во расправата, јас сум уземена ниту во гласањето на овој случај кој инаку е навистина жив случај во рамките на Уставниот суд. Пред да го затвориме ова поглави за затворени случаеви или мртви, како што ја нареков, има ли некој
затворен случај за кој што би сакале да прокоментирате, би сакале да позборувате, кој што вака ви оставил посебен впечаток? Видете, јас сум стварно најнов судија во судот, само една година констатиравме пред малку, немало, не знам колку голем број на случаи, меѓутоа имавме значајни, знаете, балансерот беше тој за кој што се дигна голема врева. Сега во последно време школски пример за дискриминација, мислам тоа не. Кај нас беше она што беше во судот спорно и заради кое што донесе одлука каква што донесе, беше всушност изјаснувањето претходно и објавувањето на конкурс за административен службеник, било кој, согласно Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавен сектор, каде што во заграда ќе ви стои националноста и мене ми е, мислам тука не разбирам како никој не разбира дека има неуставност, дека ако претходно ми стои македонец дека е, тоа значи дека вие ако не сте македонец или било кој друг не сме ни да конкурира. И обратно ако стои албанец или не знам србин, турчин или влав, тогаш јас сум исклучена како македонка. Јас тоа не можам да го сватам како луѓето не разбираат дека е противуставно. Но како и да е, балансерот во моментот кога бил донесен како методологија, тоа е всушност подзаконски акт, луѓето мислат дека е закон, не е закон, подзаконски акт, што Министерството за информатичко општество тогаш, сега е МЈА, Министерство за јавна администрација, може да си го донесе кога сака да го смени и така натаму. Тогаш кога е донесен во месечињето 2015 е завршил својата работа. Не велам не, бидејќи тогаш пак се трупале националности вработувани без да идат на работа. Тоа беше јавна тајна. Луѓето у Германија си работеа, тука земаа плата. Сега со тоа се направи во тој момент нешто за да може тоа некако да се да. Така, сега веќе после толку години тоа толку почна се злоупотребува, се пишувам јас Влајнка, вие Србин, овој турчин, албанец, па по 3 месеци ќе се смениме, пак ќе се вратиме на старо. Тоа беше Јас знам судија што е пишано дека е Влајнка, не е Влајнка. Јас знам судија, исто така кој што не е тоа што е, не е влав, друга националност. Сите знаеме, Јанаки, сите знаеме. И сега конечно решивме, добро, ова е крај, готово, противуставно е, докажавме, ми се чини, бидејќи реално правнички аргументи немаше дека не е така и тоа сега решија дека нема да идат политичарите со подзаконски акт, ќе носеле нов закон. Тоа е окей, може да операционализираш, може да се операционализира уставната одредба преку закон. Во последно време, не знам дали приметувате, почнаа да не следат граѓаните, едно време не знаеа што е уставен суд и не ги интересираше. Стварно тоа е една конзервативна средина, не овој состав, генерално судството, посебно уставниот. Едно време и медиумите беа забранети, сега не е дека е само дека е конзервативна средина персе, него едно време, значи јас знам председателка на што ги избрка медиумите од Гошева ги избрка, тоа знаеме сите, Зошто па тоа е јавно, треба да се каже. Председателката Гошева, кога стана председателка, ги избрка медиумите и ние ден денес кубуриме со тој проблем, затоа сакам јавно да ја спомнам. Бидејќи до Гошева, камерманите можеле да снимаат во Уставниот суд. И јас како професорка можев да ги следам и да ги коментирам. Вие сега како Значи, од научен аспект ако сакате можете да ги После тоа забранија и сега уште го влечеме таа забрана и ние новиот состав на уставен. Кај нас може да дојдат новинари, да седат како ученици на столче и да запишуваат, па ние некогаш збориме во последно време по 6 сати, имаме говор на еден судија 40 минути што не е лошо. Ајде лесно за следење вака. Говорите добро, јасно и брзо. Фала. Некои се лесни, некои не се лесни. Па тие треба да запишуваат. Оти камера не смее да не усними, односно смеа да не снимаат на почеток додека сме нашминкани 5 минути, после заминат и да не, тоа по мене не е во ред. Ама таа пракса ја воспоставила председателката тогашна и ние сега се обидуваме како на тој начин што ги брифираме новинарите, се симнуваме и држиме, не знам дали сте приметиле пресконференции. Судијата известител, ако бара новинарот, треба да брифира или да одржи прес. Ако не сака, не можеш, што сила го тераш, тогаш председателот презема или портпаролката, но најчесто председателот на судот, тој го брифира и го изложува предметот, ако не сака судијата известител. Значи правиме чекор напред, сега некои за некои пројавуваат интерес, за некои не. Јас би го спомнала предмет, сега ми се чини минатата среда го имавме. Тоа се долго дебатиравме и јас сум задоволна од одлуката што ја донесовме, поведовме постапка и што Уставниот суд изрази сомнеш во одлука на владата, претходната влада, во раководство, значи на последната техничка или како се викаше, во раководство на господинот Ала Џафери како претседател на таа влада, дека ИВЗ се стекнува со дозвола Исламската верска заедница да основа гимназија, ама граѓански гимназии. Така. Значи средни училишта гимназии, јазичен смер, јазичен смер, не знам, хуманистички, математички и така натаму, што е апсолутно недозволиво со уставот, бидејќи уставот така е, уставот вели верските заедници имаат право да основаат верски училишта. И тие ги имаат. Верско има ИВЗ
МПЦ имам така Има наречена МПЦ. медреза, медреса ми се чини во Медреса Кондово. се вика, да. Во Кондово има Да, во училиште Кондово, да. и тоа е супер и таму се образуваат дечиња кои што сакаат понатаму бидат оѓи. така е. Има ми. Верувам дека и МПЦ има и после тоа они ќе си станат попови, Нивниот кидат на беше исто така во теолошки. околината на Скопско на МПЦ, не сум Окей. теолошкиот факултет или гимназија има, не И сум да, сигурен. после одат во теолошки на факултет. На теолошки Тоа е факултет, супер. така. Ама не може да ми основаат и овие и утре еврејската и методистичката и католичката да основаат гимназии граѓански и со нивните дипломи после тие деца да продолжат науки им на Гоце Делчев и така натаму, бидејќи едноставно уставот тоа го забранува. Ако одлучиме да се тргаме од таа секуларност, треба уставот да се смени. За тоа на пример имавме поделени мислења што за мене беше чудно. Јас не очекував да имаме поделени мислења. Огромна пракса има од 90-тите до 2000 и не знам некоја година каде што Уставниот суд постојано одбивал такви упади. Така. Да бидеме искрени на МПЦ најчесто, воведување на веронаука кај дечињата во основно. Да, имаше такви многу, од 90-тите почнало сето тоа. Малку подоцна беше за веронауката. Веронауката Јас 2000 кога бев некоја факултет, првата мислам, одлука да. кога Уставниот суд укинува решенија на влада во врска со поведување на такве рушење на секуларноста е 99-та. Ја цитирав јас во одлуката бидејќи јас бев известител во мојот реферат. Од 99-та натака цело време бил Уставниот суд на браникот на секуларноста и сега Како што и треба да биде. Да, а сега малку имавме некој, мислам, едноставно со мнозинство е тоа е објавено, значи чим не е едногласно со мнозинство, значи не било едногласно, но сепак ја донесовме одлуката и драго ми е што остануваме на браникот на секуларноста. Јас сум за тоа да има верски училишта, но не и граѓански, така е, не граѓанските да бидат од верски институции останат. Со ова ќе завршиме сакам краток коментар да дадам околу како да го наречеме, не балансер, значи околу оние вработувања, пристапи до вработување во државна администрација по етнички клуч. Значи факт е, и ова повеќе пати сум го говорил на многу мои гостувања и на предавања, значи факт е, тој кој сака сам себе си може да си го признае сам за себе или не, дека во времето кога беа донесени во 2002 дека веројатно и беа потребни. Значи, ноторен факт е дека никогаш нема да ја оправдам војната во 2001 година, нити сметам дека до тој степен била дојдена работата за да се крене со пушка на државата, но ноторен факт е од друга страна и дека македонските албанци немаа пристап до државните институции, значи тоа е факт. На прсти на една рака се бројат суди албанци до 2001, значи на прсти се бројат. И статистиката е тука безмилосна, значи вие видите дека во МВР имате од 0,5% припадници. Сега, значи, глупо е да збориме со проценти, меѓутоа чисто како пример. Но 25 години подоцна, сметам дека состојбата е надмината, македонските албанци се целосно инкорпорирани, секој трет судија секој трет новоизбран се судија е албанец, обвинители исто, и едноставно поседуваат политичка мок. Кога ќе кажам политичка мок, не мислам на политички партии, поседуваат политичка мок да теоретска шанса нема да вие ги мајоризирате или да ги исклучите од државната администрација и од институциите. И затоа сметам дека 25 години подоцна треба да се напушти тој принцип, затоа што прво продуциране квалитет, политичките партии го користат, значи, до максимум и се случуваат злоупотреби какви што вие ги напоменавте. Состојба во судството жешко прашање генерално. Често најчесто од политичари се лицитира со 1%, 2%, 5%, 8% доверба. Сега, јас не сум дел од лаичката јавност, не се согласувам или малку поинаку ги гледам работите, но од друга страна би бил неискрен да кажеме дека сега состојбата е далеко од задоволителна или дека е розова. На што кои се параметрите и кои се причините на што се должи континуирано ниската доверба на широката јавност во судство? Па видете, тоа многу често се експонира, тие 2% од пред неколку години измерени ми се чини на анкета на ОПСЕ. Беа 8 па 4 па 2, ако сега 3 години поред паѓаат драстично. Да, но должни сме да кажеме дека таква доверба ниска со еднаков речиси процент уживаат и собранието и владата. Значи многу е интересно кога владините министри, премиери или претениците експонираат како факт. Граѓаните имаат во вас само 2%,
толку доверба, но анкетите покажуваат дека граѓаните и во владата имаат толкова доверба, и во собранието имаат, на самите луѓе што ги гласале имаат Високи толкова. имаат во верски институции, во Во армијата. банки, знаете дека во банките нашите граѓани сте виделе, што е нонсенс. Не, тоа не сум видел. Да, во нашите граѓани највише веруваат на банките. Ни една држава Кои што за граѓаните добро утро ви земаат пари. Така е. Но ете, гледате, тоа е ставот на граѓаните. МВР има најголема доверба од сите. Што и очекувано. Најверојатно, така И армијата. така е. И не можат сега да кажат на судовите, кога се зборува за судството, се мисли за редовното, пошто не е испитувано нели за уставното, но јас би се ставила еве сите во тој кош. На што се должи вашето прашање беше? На клиентелизмот. Ние имаме клиентелистичко општество. И затоа граѓаните не му веруваат ниту на судот, ниту на владата, ниту на своите министри, ниту на своите претеници. Тоа во секоја пора влезе, и кога ќе се каже корупција не е гола корупција, луѓето не даваат кеш на рака или не знам подароци или уплаќање одмори за некакви услуги. Клиентелизмот значи услуга за услуга, вработи ми дете, вработи ми, најчесто е тоа. И тоа е за мене политичката корупција е многу посериозен проблем од кеш корупција. Така е. И сега, проблемот е што и самите судии, вие комуницирате многу често со нив, нормално. Комуницирам јас сега во последно време, порано не сум имала потреба, освен со управните судии, на кои што сум им држала постојано обуки, соработуваме, веќе предавам управно право. Но, самите судии си ги посочуваат, они со име и презиме ќе кажуваат. Во секој суд ќе знаете точно кој им е тегот околу врат. Кој е чиф. Така е. Тегот околу врат, тој што го прави проблемот, тој што има незнаење. При тоа, оние што најмалку разбираат право, најлесно се месат. И тие си ги знаат меѓу себе, ама молчат. Еве не се случува ништо. Никогаш не им паѓа на памет против нив да поднесат до судски совет 20 подписи, за да може да им се почне судска постапка, дисциплинска постапка се изима во судски совет. Никогаш тоа знаете како ќе си се штитиме меѓу себе. Најверојатно во еден момент ќе им стане јасно дека штитењето на колегата и него го влече надолу. Нема да им стане јасно. Пак им стане јасно ако некој стварно не покрене ветинкова, до сега само политичарите го зборат. Знаете ли кој е за мене најголемиот греф на македонското судство, па ако сакат и на обвинителството, кога се каже, кога ми кажат корупција, се знаете како би бил наивно би било и би бил лицемерен да кажам дека корупција нема, меѓутоа таа треба да се бара во повисоките судови. Безпредметно е, малте не е безпредметно во пониските судови, затоа што тоа е предмет на ревизија на правни лекови. Но главниот греф на македонските суди е нивниот мок. Значи, ние имаме едно скандалозно однесување, морам да го истакнам, на Министерката за финансии, која што не сака да ги, или со потешкоти ги исплаќа, или на новинарско прашање зашто не се исплаќаат 35% додаток за ризик кој што им следат по закон на оние судии кои што практикуваат кривична материја и обвинителите, бидејќи се соочуваат нели со секаков профил на луѓе, и нејзиниот одговор е дека не ги заслужиле. Внимавајте, законска обврска која што таа е должна да ги обезбеди тие пари. Понатаму, многу малку од луѓето знаат дека постои законска одредба во Закон за судски буџет дека буџетот на судовите треба да биде 0,8% од годишниот буџет. Никогаш не надмина 0,4 или 5, нека е прекусилано е 0,4 редовно, и што е трагедијата, професорка поголема да самите суди не ни бараат поголема. Навикнати се дека нема никогаш да ги добијат. Тие бараат 0,6 за да добијат 0,4. И тука се гледа нивната сервилност кон судот, и ја веројатно сум Пречевски сега, ако се сеќавате на републичкиот јавен обвинител, да го цитирам, последната будала. Наместо ова да го говори некој судија од Врховен суд, од судски совет, некој да го кажува, од Сдружение на суди, од Сдружение на јавни обвинители, републичкиот обвинител да го збори ова. Прво, дајте ни, обезбедете ни прво ресурсите, тие што работиме знаеме дека се никакви, се кубури со луѓе, со помошен кадар многу се кубури, и наместо да е ставот вие обезбедете ни го државата тоа што по закон следува, па после барајте ни резултати, тоа го говорам јас и веројатно ќе си направам и уште некој непријател плюс, но јас сум од тој карактер човек да не може да го прекути, така да молкот на судиите е нивниот најголем греф. Се согласувам што туку тоа ви го кажав, всушност, дека самите не си ги издаваат, а ги знаат кои им се. Има ли влијание во Уставниот суд при одлучување? Има ли и таму кој е чиф? Сега вие сте судија. Малку е неудобно можеби прашање за вас, но морам да го поставам. Не можам да кажам дали има влијание, затоа што
кај некои поединци дали трпат или не, јас лично можам да ви кажам дека конкретен, директен притисок од политичар, олигарх, како сакате, ниту сум доживеала, ниту имало и се надевам нема да доживеам, бидејќи поприлично го знаат мојот ригорозен став и луѓето ме знаат, значи претходно Незгоден карактер можеме ли да заклучиме? Не знам дали е тоа незгоден карактер, дали е тоа принципиелност, како сакате, но јас сум била и професор и таму секогаш има, нели, јавувања, точно знаат луѓето. Тоа е глупост. Не зборот ми е глупост да барате од детето да помине така. Зборот ми е кај некој има лесно, кај некој многу тешко, кај некој никој, кај некој ако сакам да помогнам, постои начин да се помогне, ама не така со индексот и бланко и најверојатно поучени од там 25 години веќе сум во направниот факултет, решиле или не притискаат, но вие сте сами сведоци како не е политички притисок, како те прозиваат политичари, особено на високи функции, од извршната власт, од законодавната или опозиција политичка, како што имаме и случај, и ако тоа и тоа го направи Уставниот суд, ќе се случи тоа е притисок секако. Притисок е ако сакате и ако го чепнете законот за јазици, нема да има локални избори. И тоа е притисок е, извинете, премиерот кој ќе каже ова се луѓе од тефтерчињата на Мала речица на Гордана? Не, на Мала речица и на претходно беше нели на Гордана, па сега на Бихачка и Мала речица, и тоа е исто некаков начин на притисок, претпоставувам кај дел од колегите. Кај мене не, бидејќи ако човек бил и во политика, па веќе знае како одат тие флускули, тоа е за јавно само. Политички маркетинг е за нив, а ние внатре работиме секој согласно сопствените наши професионални познавања на правото. Јас ве познавам долго, вашата стручност ми е неспорна, но имаше ли политиката влијание во избор на Ана Павловска-Данева за Уставен суд? Апсолутно секогаш имала и ќе има кога се бираат функционери во собранието. Дали има политиката влијание при избор на врховни суди во Америка? Апсолутно да. За Македонија. Дали има во Германија Уставниот суд? За Македонија. Сојузниот уставен? Апсолутно да. Ке ви кажам, јас и за Кајна би била висок партиски функционер пратеник. Ке ви кажам, ке дојдеме до тоа, апсолутно не бегам, напротив, драго ми е. Во Германија имаат непишана пракса. Левичарите нудат денес еден, они сите заеднички го бираат акламативно. Следниот кога ќе дојде на ред, го прават десничарите. Еднаш имало преседан, левичарите предложиле човек кој што не им го усвоиле десничарите, отворено им кажала бидејќи се декларирал за припадник на ЛГБТ заедницата. Добре. И тоа конзервативците не можеле да го прифатат, иако сручноста не му ја спореле. Но затоа, кога им поминал редот, кога требало конзервативците да предложат, им рекле, пазете, политичката култура не, еден скокнавме ваш, заради тоа што не го изгласавме, сега вие ќе предложите. И за да го има тој баланс. Да, и кај нас има, дали мислите дека може да ве предложи политичка партија на власт, владеачка, а да сте вие припадник, деклариран активист или идеолошки близок до опозицијската. Не може. Ако ме прашувате, јас сум предложена од СДСМ и ДУИ таа коалиција тогаш во 2024 година. 61 глас имаше во тој момент, бидејќи се не ми текнува која од албанските партии, мислам дека Алијанса се преполови на пола, па отидоа едните кај едните, другите кај другите и наместо да имаат малце поголемо мнозинство како што имаше, владеачката гарнитура беа 61 има. Значи јас сум била на нож, сум требала точно 61. Јас добив 64 гласа, што значи дека тројца пратеници од опозиција гласале за мене, меѓу кои смеам да кажам, бидејќи тоа го има и стенограми, јавно кажуваше претседателката Гордана Силјановска, сегашна, тогашна пратеничка од ВМРО-ДПМН, токму тоа го кажа, колешката Ана Павловска-Данева ја почитувам како стручњак и како професорка и како познавач на правото, затоа ќе гласам спротивно на мојата партија, која не гласаше. Тоа го направи за професорката Јадранка Давоvić, која е истовен судија пред мене ја бира, гласаше и за неа. И интересно, имам стенограмите, секако дека ме интересирало, пратениците од ВМРО-ДПМН, опозицијата тогашна, не гласаа ни за ни против, не стисна копче, што е многу голем успех за еден човек што се избира за... Да, за мене е тоа драго и многу често се случувало, бидејќи сум била пратеник во опозиција, да не присуствувате на функционерот на заклетвата кога дава. Кој да е функционер со цел да изразите ми се чини на Гошева, јас не ја присуствував, затоа што стварно јас го држав говор за неа, просекот колку кафија, колку години студирал. Но па зошто лично тоа е јавно све собрание.
А вие лично ме прашавте за мене дали Нема, имало влијание. така Мене ми да беше може. многу драго што сите пратеници беа присутни, стана и беа достоинствени на давањето на мојата заклетва и ми честита и они од власт и они од Секоја чест за опозиција. искреноста и професор Силјановска са не го коментирам низиното учество во политика, меѓутоа сите било кој ако сакате прашате што сте биле студенти, мислам сите ќе зборат во суперлатив. Така е. Жената беше Одличен професор, одличен одличен професор, прекрасен однос. Интелектуалец par excellence. Par excellence нема збор. Затоа сега низиниот Политиката ја е имам друго. генерална верзија према политичари, меѓутоа тоа не би го коментирал. А дали има закани кон уставните суди? Јавни, да, на јавна сцена ги гледате политичарите, за жал. Генерално и према вас. Да, према сега ми текнува што ме прашувате. Да, всушност, затоа- Јас водам, мислам, сум инволвирана силом прилика, не без да сакам и без да сум активен учесник во сето тоа, во судски процес, кривичен, со председателот на една малцинска партија и поранешен пратеник и политичар Самка Ибраимовски. Кој Самка што? Ибраимовски, Што сторил? после донесувањето на она на вашето прво прашање, одлуката за измена на закон за облигациони односи, дознал дека како сум гласала и дека сум била и судија известител и објавил, јас не знам, немам таква социјална мрежа таа што тој ја користи, објавил закана дека ќе ми следи убиство мене, со име и презиме на судиката на Уставниот суд Ана Павловска Данева, но и на другите, не само на мене, и на другите што гласале, тој го знаел записникот иако е таен од гласањето. Не знам баш дали така беше формулирано, мислам дека, извинете што прекинувам, дека беше формулирано што ако утре некој се реши да ги убие. Не, го имам во Ворете, мобилен. слободно Ке поправете. следи убиство, така, отприлика така. некако. Јас тоа го дознав од Вибер групата на уставните суди што имаме заедничка. Да, за Ја работа. закачи председателот на судот дека некој некого брифирал, го информирал за такво нешто. И мора да Председателот реагира. на судот, што туку избран Дарко Костадиновски, само што беше избран за председател, тогаш тоа се деси, отишол и пријавил во МВР во име на целиот суд, ја доби согласноста од нас, не Нормално, праша во нормално. Вибер групата. Не е сеедно сега да ти кажат ке те убивам и да се за тоа вергла нонстоп пишување. Тоа не е една објава, нонстоп објави и во некакви утрински емисии на некакви телевизии, нели како бранител на социјалните случаи и така натаму. Сега МВР поднело до јавно обвинителство, вие подобро ја знаете цела процедура, јавното обвинителство одлучило дека ќе тера постапка. Подигнато е обвинение. Не само што е подигнато, јас во септември месец минатата година, октомври ми се јави некоја жена ми се представи била обвинителка, поема немам, не ни разбрав што ми пришли, вели вика во својство на оштетена треба да дојдете во обвинителство толку и толку сат, тогаш. Прв пат во живот стапнав во обвинителство и некни прв пат во живот во суд. Јас немам А значи започнало и судењето? Да, го бараше одлагање господинот Самка Ибраимовски, бидејќи не успеал за еден месец да ги погледне доказите едно CD на кој што е снимано тоа што тој го Тоа што го кажа, Ама да. добро се како знаете и сам има право, Инфлагрантен. бранителот тоа го побара и така натаму, се одложи судењето, но да, но тоа што тој пробал да брифира некои луѓе, гледам на медиумите го кажува, нит сум тужител, нити го тужам, ниту го гонам, јас сум оштетена, а го гони јавното обвинителство. Го гони државата, представува така, затоа што се заканувал на уставни суди, ете тоа е тоа. СЈО веројатно беше институција од која што сите се плаша, знаеме како заврши. Мојот став е дека здружно, значи троецот ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ ја угушија таа, ја искористија корумпираноста на сега нели тоа е завршена работа, можеме слободно да го коментираме на Катица Јанева. При што немаше никаква реална потреба да се угуши целата институција, која што имаше висока независност, но веројатно сега факт е дека во тој момент и тоа многу го користеа тогашните функционери на ВМРО ДПМН, еве само од ВМРО ДПМН не гонат. Знаете како ако зборуваме за евентуално за криминална приватизација, сигурно 90% би биле од тогашната гарнитура гонети од СДСМ, бидејќи тие биле тогаш на власт. Меѓутоа, факт е дека на ниеден македонски политичар не му одговара таква институција и за жал заврши многу неславно. Ви имавте еден парадокс да тогашниот премиер Зоран Заев вели во собрание изјави дека нема да умрат предметите, нема да завршат. Значи тие ќе си ги превземе редовното јавно обвинителство. Кој е редовно јавно обвинителство? Кој е тој како лидер на опозиција го сатанизираше, односно го таргетираше како некадарно и политички инвестирано и неспособно да тера исток. Му затоа беше нели формирано специјалното јавно обвинителство. Би сакал да слушнам ваш став за постоење на таква една мощна специфична институција, не многу честа, но и за нејзиното замирање, без да навлагаме сега за Катица Јанева, мислам, мојот став сум го искажал повеќе пати, таа жена можеби беше намерно избрана, да,
исклучително слава. Знаете, на прва се гледа кој го бива, ако не можете да склопите две, сега не сакам никога да навредам, меѓутоа ако не можете да склопите две просто проширени реченици, веројатно не треба да водите таква една институција. Тимот беше многу добар, но заврши како што заврши. Значи ме интересира потребата од постоење на таква, значи збориме за конкретно за Македонија и нејзиното угушување. Добра, тоа беше хибридна институција, една невообичаена, sui generis би рекла, ние правниците не сакаме многу кога се употребува терминот sui generis, бидејќи тоа значува дека е нешто што не можеш да го дефинираш, па го нарекуваш sui generis. Тоа е од работа, СЈО е од работа функцијата заради која што беше поставено. СЈО беше поставено со цел да помогне во рушењето на власта која беше авторитарна и која не можеше да се сруши на рурални избори. Правник или не? Како правник не. Како правник не. А како политичар поранешен? Јас тогаш не бев политичар. Дури бев многу, јас 2014 се откажав од политика, партијата сопствена која што до тогаш ја предводев. 2014 ни се развидоа концептите со тогашниот председател господин Цаев, кој што стана тогаш председател на партијата и ние целото тоа едно. Стана 2013, ако не се лажам. Во 2013 ние веќе завршивме раководството што бевме против него јавно на конгрес. Ние бевме. Да, се сеќавам. Гордан Георгиев, јас, Зоран Јовановски, Да, и никој од вас веќе не сте во. Толку. Да. До крајот на мандатот бевме, до 2014 беше мандатот, од 2013 дојде новото раководство во партија, со тоа што ние бойкотиравме веќе се тргавме. И така треба да биде, но и ние реално се откажавме јавно дека не ќеме више никога да бидеме преденици и немаме допирна точка со партијата. Сега, не, како правник не се согласувам и не мислам, тоа е многу газење по тенка линија, да формирате нешто што е на граница со уставноста, орган, да му дадете преголеми овластувања и свесно и намерно да го правите сличен на орган политички кој се настапува. Вие се сеќавате дека луѓето, не знам, може би сте биле млади, сте биле дел од тие луѓе, а секако не бев што идеа со сликите на Ленче, на Фатима и на Катица, со маички, со Јас денеска ги задевам колешките, нели, за тоа. Видете, знаете како јас тој нив сум го кажал, значи се снимање на холивудско сценарио во смисла снимање филмови, Чавлиеви ангели, тоа беше недозволиво. Од тој аспект ви велам, како правник не се согласувам тоа. Ајде да збориме искрено. Не личеше на обвинителство. Личеше на шоу, на нешто со кое што треба да се сруши Груевски, на уште една дополнителна алатка за рушење на власта, да обвинителството да се преземе заради. Груевски сам се согласи на се согласи, па сега гледаме зашто. Да, добра поента на формирање на СЈО и јас знам, сега нели, во тие кругови сум, дека е заеднички предлог на Зоран Заев, Катица Јанева и на Никола Груевски. Не, зборам, има листа од така е, 3/4, овој не, доаѓа овој. Меѓутоа, од денешен аспект, јас бар мислам дека е не случајно таков слаб кадар како Катица Јанева. Сигурно. Избран да биде да го предводи, кој што е подложен на корупција, вие видовте како заврши. Истакнат експерт, името прв пат и го слушнавме сите. Не мора да, знаете, тоа со тоа многу се манипулира дека нас овој обвинител никој не го знае. Не е дека поширока јавност мора да го знае. Обвинители не мора, судиите ги знаат горе-доле. Стручната јавност па стручната не го знае, а баш кога јас не знам, вие подобро знаете од местото од кај што доаѓа, од обвинителството всушност кај што доаѓа. Дури нема проширена надлежност судот. Па што значи зашто одлучувале обвинителите? Крадење на дрва, тешка телесна во прекршоучиња во основна форма. И вие одеднаш на таков обвинител му давате да гони бела јака корупција. Се корумпира и заврши како што заврши. Не мислам дека беше. Но, еве, да го трнеме на страна, нели, Чарливи ангели, маички, све. Океј, потребна ми е на Македонија една институција која што ќе биде де факто независна. Сега да не бидеме наивни, многу ми се допадна вашата искреност околу, нели, дека мора да имате политичка поддршка за да изберат да уставен судија, меѓутоа факт е сега, републичкиот обвинител се бира во Македонија во собрание, сега да не се лажеме. Што? Да не мислите дека се до толку им е гале дали е Љупчо Коцевски сега на сегашната Не, видете. Дали е потребна таква институција која што е де факто финансиски независна? Да збориме отворено, независноста на судството за кое што апсолутно стојам и се борам како принцип генерално, никако не може да кажеме дека исто и дека треба таква независност да ужива обвинителството. Не, обвинителството е самостојно тоа, да, но не и независно.
Како тоа мислиме дека републичкиот јавен обвинител, кој да е, треба да биде потполно независен од извршната власт? Зошто се лажеме себе? Па тој ја застапува државата, тој ги гони криминалците во име на државата. Како што сте вие адвокат на странката, тој е адвокат на државата. Така што самостојност да, не гледам ништо лошо дури да се предложи владата, кај нас владата го предлага, собрание го бира. И владата може да го именува. За нови специјални обвинителства веројатно поради фијаското е завршено, никој нема да има ни политичка волја. Мислам кај политичариве нема политичка волја, но и кај граѓанството нема расположение. Мене не ми се допаѓа што во стар ЦЈО беше кажано дека ќе биде од времен карактер, се сеќавате и во законот така. Зошто? Друго, еве го ускокот во Хрватска. Вие може да имате специјализирано, може да биде само за висока корупција, специјализирате ги тие кадри, платете ги добро како што беа овие платени, купете им компјутери, најсовремени софтвери како што има, ама не од темпорарен карактер. 18 месеци гони го Груевски и таа екипа супер и после дури се сеќавате на молкот на меѓународната заедница кога беше под ним Јамин беше СЈО, што веројатно кажува дека малку беа дел од нив посрамотени, што не, сакам да кажам дека едноставно го завршиле тоа што требале го завршат и многу не се засекираме. Не, мислам дека беа посрамотени со изборот на Каца Јанева, бидејќи освен овие луѓе што ги спомнавте политичарите што го направиле изборот на обвинителката во СЈО, претпоставувам дека ви е јасно дека и меѓународната заедница будно го пратела тој процес и кадровското именување. Па сега, откако се случи скандалот што се случи, најверојатно и на нив им било малку непријатно што избрале таква личност. Последна тема, за мене многу омилена, јас сум емотивно многу врзан за правниот факултет Јустинијан први. Исто и јас. Значи, едни од најубавите студентските години се реално најубави, затоа што сте веќе доволно зрел, а се уште млад и луд, барем јас така се доживував, луд во позитивна смисла секако, не во насока на деловна способност. Сопругата ја запознав на правен факултет, со денешен аспект не знам тоа колку е добро и дали ќе ми се најути, се шегувам секако, но колку тоа да е болно за вас, за мене секако е, затоа што јас кога бев на последниот 3 години поред имаме на покана на професор Стојков секој ноември правиме практични предавања како да се стане успешен адвокат, бидејќи нели он предава економија. Меѓутоа лани конкретно кога отидов се фрапирав, затоа што јас кога студирав факултетот беше преполн, се зборуваме 2004 до 2008-2009, факултетот беше преполн, джагор, значи кога имаше испити, тоа буквално немаше место каде да се седне. Бифето да фатиш место беше читалната исто, значи ние читална, јас доаѓав во 8 часот сабеле на факултет за да можам да си фатам место. Сега имаше само 2 луѓе кои што учи, иако гледам дека ја реновирале, библиотека отвориле, изгледа поубаво многу. Во бифе да фатите место беше чудо, на паркингот преполно. Сега е состојбата многу жална. Бидејќи имам нели приправнички кои што се сега на постдипломски студии или како и да се викаат мастер, втор циклус. Год, нели врати шија. Јас добив информација дека всушност пред 2 години на сите смерови, сега има некој нов смер односи со јавност, посебно новинарство, тоа на прсти на една рака се бројат студентите, дека има околу 160, сега малку рипнало до 220, значи меѓу 150 и 200 студенти, а јас ќе ви кажам точна информација, јас барем кога се упишував за учебната 2004-2005, дека само во правен смер бевме 950, добро, половина од нас завршивме, меѓутоа прва година бевме 950, вкупно беа 1450, што е импозантна бројка. На што се должи? Сега нормално дека вашиот став е субјективен и пристрасен, но на што се должи драстичниот пат на престижот на Јустинијан први. Само ве молам да бидете отворени за самокритика. Да. Го знам тоа се, нели. Това е за правни факултети. Па и тоа е фактор. Апсолутно. Меѓу другото. Но би сакал да чуем и малку самокритика. Прво, не е само 22 или 24 точки на издавање на дипломи правни, на дипломирани правници, штанцани во Македонија. Пазете, во Македонија 22 места има каде што може се добие дипломата. Каде што тие 22 најверојатно на 20 не мора да учиш, мислам, не многу не мора да учиш. Зошто би оделе деца на кои ме битна само дипломата или нивните родители што плаќаат само дипломата да учат бидејќи се уште на правен факултет Јустинијан први се учи. Паднат е критериумот, многу е паднат, ние за жал се... Самите професори ми го кажуваат. Не, јас ви го кажувам како професор. Ние го симнуваме нашиот критериум, некој многу... Морам да напоменам дека во моје време 90% од студентите завршуваа со филозофија на право, кој што е предмет кој што според мене не треба да постои, и еден многу ригиден професор не би го
именувал и за мене многу омилен професор, а многу неомилен за многумина по ГПП. Сега е нели професор Камиловска, но тогаш беше еден легендарен професор. Арсен Јаневски, прекрасен професор. Арсен Јаневски, кој што имаше еден критериум, јас ќе ви кажам дека со 75% или 80 точен тест имав 6 седмици, значи исклучително висок критериум и кај него не помирав. И кај него, значи тоа не сме наши генерации. Меѓутоа и кај него немаше, вика тоа писмено, само писмено не признавам, него и мора и да дојдеш тука пред мене и да видиме што знаеш. Дали е само бројка? Прво имаме огромен број на, пазете, јавни, во ваше време имаше приватни, ми се чини тогаш се отвара. Ама 2-3. Приватни. Сега имаме јавни, тоа е поголем проблем. Значи ние имаме потполно изедначување јавниот во Скопје и сите останати, да не ги спомнувам колку. Мислам дека 3 од нив се албански. Мајка Тереза, ДУТ, Државен универзитет Тетово, тоа не постоеше во ваше време. Не, и Штул. И Штул, значи 3 сега. А не, ДУТ не постоеше, Штул постоеше. Така, а Мајка Тереза? Штул е мешан. Штул е мешан и е јавно-приватно партнерство. ДУТ е Државен универзитет Тетово, Мајка Тереза е исто така Државен универзитет, не знам. И некои Даме Груев сака да отвараат. Па уште не знам колку други имавме, ми се чини во Кичево имаме сега правен, тој е Битолскиот. Во Виница беше едно време, не знам сега само Штипе. Имаше во Виница Машински, вајде нешто, мислам тоа беше катастрофа со дисперзијата. Имавме дисперзија во Велес, знаете каде предававме, јас ме тера да предавам моите професори во салата за венчавање во Велес, во општината, па ни доаѓаа невести и младоженци во вторник, на пример, за кажале, ретки се таквите, ама имаше и такви. И ние си ги вадиме студентите да се венчаат луѓето. Мислам, катастрофа, тоа беше негде 2011 ми се чини. Да, дисперзирани во Велес. Како и да е, тоа е едната работа. Другата, да бидеме реални, погледнете ги бројките на ново запишани дечиња во тоа време. Она кога вие сте го проверувале, првото ваше доаѓање со Стојков Александар, со професорот. Тоа беше генерацијата 2001, војната, кога луѓето не раѓаа. Тие тогаш беа, се запишуваа кога вие сте гледале. Драстично опаѓање имавме. Не зборувам за сега. Ама сега тоа ви го зборам, сега таа генерација 2001 родители што се зимале, не сакале да прават деца и да раѓаат бидејќи се плашеа неизвестна беше судбината во Македонија, тогаш беше нели тоа. Да. Понатака што имаме уште? Имаме масовен одлив на матуранти надвор од Македонија. Луѓето така, значи порано одеа со завршен факултет, сега одат со завршена гимназија, си одат и студираат надвор. Во средно и си оди. Така е. Значи на добро ситуирани родители. Моите двајца синови се заминати, при тоа не мислам дека не сме им можеле да им обезбедиме екзистенција и упис на било кој овде универзитет, со одлични ученици биле, заминуваат. И трето, дозволете, често тоа го говорам, порано беше тоа така, се бара само екзистенција, многумина успешни млади луѓе избегаа поради несредена држава. Заради квалитет на живење, квалитетот на живење опадна. Што не се зависи само од пари. И уште пострашно за нас како правници, како професори еве направен, е што младите луѓе бегаат од правото, не сакаат правна професија, зашто со таа диплома не може да излезат надвор, зашто не може да така. Вие на Финки имате 900 и нешто студенти годишно, точно е оваа ваша бројка 150 до 200 се кај нас, Финки има 900 и нешто. Машински факултет има повеќе од нас, што секогаш биле помалце, тука сме. Затоа што имате и фабрики во Македонија кај што може да работат, идат надвор. Медицина нормално, па се бараат во Германија извоз. Од тука треба, тоа е посериозен проблем. Не е проблем на ароганцијата или елитизмот на професорите. Со која што јас се согласувам дека кај дел од професорите може и уште да постои. Не е добар дел, веќе се нови генерации. Затоа велам. Нови генерации, помлади луѓе, ние сме свесни за конкуренцијата, за нелојалната конкуренција, затоа нас ни паѓа критериумот, мислите дека не сме свесни од ја тука ако стегнам и не пуштам никој, буквално тоа го прават. Го спомнавте професорот и ГПП, стварно многу тежок предмет и треба да се учи многу граѓанско процесно. Воопшто не сметам дека е многу битен предмет и не може да се... Има правници што не икат постапки, тоа им е тешко им е. Па сега знаете како да не знаете кои се основи за жалби да очекувате дека треба да работите, тоа не може да дебатираме за тоа, но што прават они? Има уште еден исто многу тешок предмет, не е процедура, се едно во трета со кој што треба се као дипломира. Они ги оставаат тие 1 до 2 предмети. Оди во фон или не знам, се извинувам што прозивам конкретни, така се зборува дека најчесто одат на приватните. Тие два ги положува без никаков проблем, и се враќа кај нас
на мастер за да го добие Добра последната фора. диплома на УКИМ. Ета тоа се случува. И сега тука више нема елитизам или ароганција наша, тоа е нелојалната конкуренција на пазарот кој што не е регулиран од страна на државата како што треба. Имате суета во овој дел, значи јас тоа кога ви го кажам, зборев за моето време, значи за моето ама време. јас ќе ви кажам дека тоа е точно и во мое време ги имало, иако јас за разлика од вас, па таквите најмногу ги сакав, на нив да им пркосам, на нив да им докажувам, и не сакам имиња, спомнувам во едно ваше интервју ве слушнав од кој сте побегнали, сте чекале да се пензионира за да во ваше интервју не го сакам никој скажете да се тоа. изживува, ми одрак ми Цајков, значи еве јас ќе го кажам затоа што немам намера никој да се изживува Во ред, со мене. он беше Човекот исклучително се- строг, а мене ми беше не е супер да строг, полагам така. кај. Кратко, не е строг. Кога 1000 студенти ќе полагаат испит и прагот на пролазност е 1%, тоа не зборуваме за строг. Тоа говориме за некои други критериуми кои што не би ги говорил, или сме цела генерација дебили. Сега не можете да му убедите дека од 1000 1% да положите е нормално. Ви реков Никаде дека тоа не мене го ми е нема. предизвик ми било кај Ја најстрогите му да имам лепано полагам. протестни овако, меѓутоа тоа е друго на Океј, и другата. тие највозрастните што сега ги нема, јас би сакала да ги има за да можат да покажат што е вистинска професура, зашто ние отидовме во една сосема друга Добри се крајност. помладите кадри, не можам да Не да... сите и тоа е една од причините, сега ќе ви кажам зошто ни се случува ова. Кои помлади кадри? Па ние немавме 10 години, не ни дава асистент Да, примерно. знам, се Па изживува за кои со помлади? правниот За кои факултет, еден додека не асистент? влезе одредена екипа и тоа е така. 3/4 имаме во И моментов. тука јас сега сакам ова да ве прашам. Дали, еве велите, на почетокот спомнавте, расадник, министри, не знам што. Дали политичката активност на огромен дел од професорите влијае на работата? И дали делењето на табори, сега не е тајна дека има професори кои што се таа не мора да се нели членови, но се блиски до СДСМ, блиски до ВМРО. Дали тоа влијае на падот на квалитетот напротив, тоа била на факултетот? најголема предност на факултетот. Јас ќе ви кажам дека Сте држале ние колегијалност? апсолутно. Значи ние го имавме за премиер Бучковски кој беше од СДСМ во тоа време. Предходно од него Чив предмет треба да се изучува само малку на предходно бил професорот Гале Галев, министер за образование во време на ВМРО. Да, од ДЕА беше. Во време на ВМРО со ДЕА, меѓутоа во Да. време на ВМРО бил министер. Да. И едниот и другиот без оглед кој доаѓал на власт, првенствено им бил интересот на факултетот. Ние меѓу нас може многу да си опонираме и да разговараме вашите, нашите и она. Доаѓа ли интересот на факултетот и на студентите наши и на професорите, Се надевам кога сме дека биле тоа така. ама тоа затоа и не мрзеа политичарите. Затоа што не може никога да застанеш на едната или на другата страна кога е правен, се соединувавме сите. Да. Сега дали имам баш многу политичари, не знам дали има, да, помалце. Помалку, да, сега многу помалку од мое време. Да, во ваше време ги имавме многу и во едната и во другата партија, Така е. што мене ми беше супер, мислам баше добро тоа да се надпреваруваат и идеолошки и умствено стига Во ми се Македонија политички партии нема идеологија, сега да не се Имаше, да не се апсолутно имаше на може времето. би. Не, на времето не го имаше, делам- сега нема. Не го делам впечатокот. Демохристијанската идеологија во ВМРО ДПМН не постоеше, како што постоеше апсолутно Што до социјалдемократската. 95-та додека не улетаа доларите, меѓутоа и колку што имало социјалдемократија во Имаше. социјалдемократски сојуз, меѓутоа сега нели не мора да се согласиме баш за се. И мое последно прашање е што по мандатот на Уставен суд за Па се професор знае, доктор направен факултет. Ана Павлова Данева, дали повторно би се вклучили активно во политика? Никогаш. Повторно Баш во никогаш? Баш никогаш, јас ни стопувам. Видете, вие ако ја анализирате мојата професионална биографија, ќе видите јас почнав како помлад асистент, демонстратор 95-та. 2004-та заминувам во Америка на дошколување. Предходно, инаку факултетот го завршив прва година на Ломоносов во Москва. Па после идам 2004-та на дошколување, односно на студиски пристойк со стипендија на Стейт департментот. Една година на Флорида Стейт Университет. Па седам тука 10 години, па 2011 одам пратеник. Так. Па седам до 2024-та, па одам уставен судија. Јас постојано наречи си 10 години. Најверојатно премирно, не ми прија на карактерот, Така, не знам, да, и на темпераментот, па мал изглед, така што јас политичкиот дел свој го изживеав. Велам никогаш, не затоа што е тоа страшно, тоа е едно огромно искуство со кое што сум јас богатена и најверојатно немаше ни толку многу да знам да не беше тој дел од мојот живот. Но не би се навраќала пак на тоа. Нови предизвици, да, може да има, но не во партија или во партиска позиција и политички живот. А инаку по истекот на мандатот во Уставен суд, апсолутно се враќам на правниот факултет и снемам први, кој верувам до тогаш ќе имам многу поише студенти од денес. Ќе се окрепи малку. Професорка Ана, многу ви благодарам прво благодарим, на да. храброста да одговарате на прашања, што договараме и уште некои суди, меѓутоа тоа многу тешко оди, и на искреноста, особено во делот на
политичката поддршка, не очекував да бидете така искрена. Ви благодарам на времето, ќе биде бомба емисија. Пала, Секое добро. се најдобро вам.